Кој ја зел книгата? Нашата деветакатница има вкупно 36 семејства и секое семејство има свое поштанско сандаче. Сандачињата се навистина мали, но во себе може да соберат цели светови, исто како и чантата на Чичкото поштар. И неговата чанта е малечка, но во неа се собрани 1001 свет, што потоа се раздава на малечките сандачиња. Поштенското сандаче под број 21 во деветкатницата добива најмногу писма, а на нив може да се сретнат марки од сите страни на светот. И бидејќи Орхан не ги сака марките, неговиот татко ним им ги раздава на децата од новата улица. Сандачето број 21 добива и многу книги. Еден ден од Белград пристигна книга, а врз пликот имаше ни помалку ни повеќе туку 17 марки во боја и со илустрации. Но напладне книгата ја немаше во сандачето. Кој ја зел книгата? Секој можеше да ја земе, зашто обично моливче или дрвце лесно ќе успееше да ја извлечеш од сандачето. Зарем не пристигна книга од Белград? Праша Орхановиот татко. Не, рекоа во понеделник. Не, рекоа во вторник. Не, рекоа во среда. Не в четврток, петок и сабот. Во нашата куќа има 36 семејства со по неколку деца во секое. Сигурно некој од овие деца ја земало книгата. Но кое? Осман, да не си ја зел книгата од нашето сандаче? Праша Орхановиот татко. Петре, сигурно ти си ја зел книгата. Агим, ако си ја зел, добро признај, па се ќе биде во ред. Како во хор се одговараш, не. Каде ли да се бара, што ли да се прави? Како да се дојде до книгата? Орхановиот татко многу ги сакаше децата од новата улица, а и тие него го сакаа. Затоа сите семејства беа вознемирени. Целата куќа стана на нога. Некои родители ги беа истргале ушите на своите деца, а други беа употребили и прачки. Беа употребени и тешки зборови како што беа: Ештрев, сигурно ти си ја земал книгата. Да, тоа го имаше направено ти и никој друг. Беше вознемирен и Чичкото поштар. Јас ја оставив во сандачето. Ѓордано Керков, и ти ли беше овдека кога ја оставив? Ѓордана не рече ни збор, а инаку тие денови луѓето не ја забележуваа премногу. Потоа се дозна на денот на донесувањето на книгата таа и Орхан се скарале, зашто таа последните дни со наведната глава поминуваше крај Орхановиот татко. Помина цел еден месец. Настанот со книгата почна да се заборава. Истиот ден кога Орхан и Ѓордана се смирија, книгата се најде во сандачето број 21. Стоеше како никој воопшто да ја нема допрено со рака. Децата од новата улица многу се зарадуваа и гласно го поздрави Орхановиот татко кога тој дојде пред сандачето. И Ѓордана беше меѓу децата. И бидејќи беше повисоко од другите деца, главата ја беше наведнала и допрела до Орхановата. Оваа слика, како вистинска фотографија, се уште стои пред моите очи.